Катерина, ми причинува голема чест и задоволство што ќе бидете дел од испишување на уште една страница на Джентълмен магазин. Вие сте мотивацијски говорник, тренер за личен развој. Според вашето искуство, што им недостасува на мажите? Им недостасува ли мотивација? Добар ден. И навистина сум почестена да бидам дел и да испишам историјата, како што велите, за оваа емисија. И посакувам навистина многу успех и многу успешни проекти, многу убави гости и сите ние заедно да научиме многу работи од она што вие го нудите, нели, овдека и со сите ваши гости кои што присуствуваат и учествуваат. Темата е прекрасна и честопат морам искрена да бидам дека до сега вака прашање некој да ми постави конкретно, еве вие како што ова ми го поставувате, не сум имала. И навистина ми е предизвик да видам што ќе произлезе од нашиот разговор и до она што ние ќе го понудиме на гледачите на оваа емисија. И во старт сакам да кажам, според мене е многу важно да разбереме дека не живееме веќе во тој традиционален свет. И дека навистина улогата на жената и на тој женски принцип е навистина многу голема. Затоа што ние како битие, како личност, без разлика дали сме маж или жена, јас како Катерина и вие и било нели кој, ние имаме во нас и машка и женска страна. А тоа луѓето не го препознаваат. И според мене е многу важно да разбереме дека има една поинаква димензија на постоење, на битисување и на делување. И навистина доста е веќе од тие стереотипи мажи и жени. Добро, може Јас сум присутна во оваа емисија, што значи дека вие ги рушите тие стереотипи и оваа емисија не е само задолжително само за мажи, за джентлмени, да. Со вашиот сопруг имате објавено една книга. Будењето на свеста е потрага по еден пат кон вистината. И тоа не е било која вистина, туку личната вистина. Што е потребно на еден човек за да се разбуди да тргне по тој пат? Одговорноста, според мене, е клучна. Затоа што вие кога ќе преземете одговорност за себе, за собствените емоции, за собствените дела што ги правите, за се што ни се случува во животот, наместо јас постојано да барам некој кој е виновен за целата ситуација што ја доживуваме, сметам дека тоа е почетокот да почне да се развива и да се донесе она одлука. И тогаш мотивацијата многу ќе биде поедноставна, затоа што ние ќе бидеме инспирирани и ќе видиме дека уствари има и нешто поинако од она што ни го нуди реалноста. И дека ние навистина сме најдобра верзија од себе си, но тоа ќе ни даде можност да се спознаеме себе си, да ги откриеме оние потенцијали кои што сме ги заборавиле, кои што таму некаде длабоко стојат и чекаат, нели, како некоја светилка, некој да ги запали и да излезат од нас. Колку е клучна улогата на жената во успехот на сопругот? Успех за мене не се сертификати, постигнувања, куќа. Тоа е све дел од процесот. Според мене успех е емоција. Според мене успех е слобода. Успех е флоу на енергија, онај течение на енергија. Да, успех е радост, успех е среќа, успех е кога се бушкам со моето милениче, успех е кога, не знам, со децата шетаме некаде, успех е кога со внука ми пијам кафе, успех е кога... Успех е секој миг е успех. Ние сметаме дека треба нешто да постигнеме, да стремиме кон нешто и тогаш ќе бидеме среќни. Не, ние постојано, знаете како, овој личен раст и развој за кој што зборуваме, тоа е нешто што е последица, а причината е во процесот. Тоа исто како медитацијата. Луѓето сметат дека тоа некоја езотерија. Медитација е состојба. Медитација е култура на живење. Медитација не е да седнете со скрстени нозе, нели да затворите очи и ќе медитирате. Не. Тоа е само техника која што ќе ви помогне вие да бидете константно во таа хармонија, во тој баланс, да го на друг начин да се прифати животот. Да, да се прифати животот. Култура на живење. Браво, култура на живење. Одлично кажам. Велат, собери повеќе жени на едно место, ќе добиеш мир.
собери повеќе мажи на едно место, ќе добиеш војна. Колку мажите се мотивираат и се подржуваат меѓу себе? Па сметам дека се подржуваат. Не би можела да генерализирам, затоа што повторно е индивидуално е. Сум имала и ситуации каде што сум била сведок, каде што навистина постои симбиоза на повеќе мажи, пријателски, нели, настроени еден кон друг, си помагаат во секој поглед, но истовремено сум била сведок каде што и нели не се поддржуваат, а истото го гледам и кај жените. И значи, јас сум обкружена со жени кои што навистина ми помагаат во мојот развој, навистина ми помагаат и ги има многу. И не можам да генерализирам, да кажам дека дали тоа е изразено повеќе кај мажите или кај жените, не би кажала. Ќе повторам како на почеток дека еден од најголемите предизвици на денешницата е таа машка и женска енергија да бидат симбиоза. Синергија. Се надевам дека ќе почне во поголем подем да се одвива кај сите наши сограѓани будењето на свеста. Дека ќе се разбудиме еден ден сите насмејани, позитивни, да не се вртиме наназад кон некои вредности кои не оставаат во едно место закоравени, запечатени во минатото. Да. Ми беше чест да разговарам со вас. Чувствувам некоја посебна енергија после вашиот разговор. Се надевам дека ќе имаме прилика да разговараме со вас и во некои други прилики. Бескрено сум благодарна за ова искуство. Овој момент е единствен. И неповторлив. И нема никогаш да се повтори, така е. Ви благодарам на прекрасните прашања и им посакувам на сите што во поголем број да бидат и се повеќе свесни дека сите ние значиме и дека ние сите сме поврзани со и дел од една нитка енергија. Се постоење. И сите сме еден организам. И сите сме еден организам. Ви благодарам. Благодарам и јас.